Се наоѓаме пред објектот на Музеот на Народно-ослободителната војна во Крушево, кој што е изграден 1988 година, пуштен во употреба во месец април, а знаеме дека месецот април е оној месец кога е и формиран партизанскиот одред Пито Гули во Крушево во далечната 1942 година. Точно. Натре во поставката во музеот се состои во поголемиот дел периодот на Втората светска војна или периодот на партизанското делување не само во Крушево и Крушевско, туку во поголемиот дел и општо низ цела Македонија. Ова е еден од многуте музеи кои што го опфаќаат историскиот период на Крушево, кои што ја раскажуваат неговата историја, па ајде да погледнеме како изгледа поставката во Музеот на Народно-ослободителната војна. Секако. Влеговме во објектот, ова е Музеот на Народно-ослободителната војна. Интересна поставка, од каде почнува? Почетокот на поставката почнува од левата страна при влегување во музеот, почнува со Илинденскиот период, со Крушевската република, како еден вид на континуитет за почетокот на поставката од самиот музеј. Да погледнеме. Како што кажавме, се наоѓаме пред првата поставка во музеот. Позади нас се наоѓаат пановата на кои што се забележуваат илинденците, односно нашите великани од илинденскиот период и тука и Крушевскиот манифест, кои што на некој начин го означуваат континуитетот на борбата на македонскиот народ за создавање на своја сопствена и самостојна држава. Токму тоа е точно што го кажувате вие, заради тоа што како дел од замислата за почетокот на поставката е токму тоа повикување на континуитетот, заради тоа што периодот што сака да зборува овој музеј за поставката е токму претходно повикувањето на континуитетот од страна на илинденците за понатаму како што течела историјата да биде дел понатаму да биде вклопено во како една скроз една целина. Тука го имаме, како што кажа и Крушевскиот манифест, кој што ги повикува сите кои што живеат заедници на оваа територија да се вклучат во таа борба. Токму така. За да бидеат секако и поставени слики од илинденците, од борците и од поглавните, тоест најбитните личности кои што ја одбележале илинденската епопеја во Крушево. Како доказ ова е тоа што и првиот партизански одред во Крушево го носи името на великанот, односно Пито Гули. Точно така, тоа е еден вид на тоа што го зборуваме како продолжување или континуитет во борбените дејствија на нашиот народ. Понатаму во поставката може да забележиме дека тука се голем број фотографии од комитите, од војводите, од илинденскиот период. Кои се може да се најде на овие фотографии? Една од поглавните слики е токму сликата на одредот на Пито Гули, кој што знаеме на мечкин камен го бранел градот Крушево од страна кога било нападнато или периодот кога се бранела Крушевската република, токму за да се прикаже борбената моќ на нашиот народ за тоа колку сакале и се бореле за слободата. Доаѓаме до делот кој што следува веднаш после Илинденското востание, оној период на Балканските војни и поделбата како што може да се забележи од оваа карта на Македонија. На сликата, тоест, е представена токму после Втората Балканска војна поделбата на Македонија или како што течел текот на историјата после Илинденскиот период, Првата и Втората Балканска војна. Има и слики представено како крушевчани кои што биле дел од Балканските војни, кои што били учесници од страна на било кој од војските во тој временски период кои што војувале меѓу себе и токму една од најглавните делови е токму картата која што е прикажана или на после завршувањето на Втората Балканска војна или поделбата на Македонија. Се гледаат од горната страна се гледаат куки или градови каде што биле разрушени во времето на војните дејствија, исто така и загинати борци кои што го дале својот живот во времето на војните дејствија. На таа фотографија рековте има крушевчани ли? Да, крушевчани или учесници кои што биле во Првата светска војна. Значи како континуитет после Балканските војни. Веднаш тука доаѓа периодот после Балканските војни и формирањето на
Оние први, значи, зачетоци на партизанското движење тука во Крушево. После Балканските војни, после Првата светска војна, како што следел текот понатаму, доаѓаме до отприлика 1935 година, формирање на првите келии на комунистичката партија во Крушево, каде што била формирана во тој временски период, каде што Никола Ѓурковиќ е представен, тоест како што ги има и на сликите, е представен како дел од кој што бил главен прв секретар на тој дел од комунистичката партија. За понатаму се слики, како што следуваат слики од излети, од културни настани на младината во Крушево, различни случувања што се случувале во градот до периодот или пред почетокот на Втората светска војна. Дали се знае како функционирала тука комунистичката партија за тој период до почетокот на Втората светска војна во Крушево? Тие кружоци? Кружоците, ова е првиот дел, е објаснување само како самиот зачеток или самото почнување на првите кели, заради тоа што тогаш било во помал интензитет, заради тоа што понатаму со случувањето на Втората светска војна се катализирале што повеќе настаните или повеќе се правило поголеми избиднувања или поголеми случувања, за да токму е ова прикажано заради тоа што е веќе самиот зачеток на формирање на келиите на комунистичката партија во градот, за да понатаму е прикажано, како што кажав, и случувањата што следувале после тоа или во принцип случување од културниот живот што се случувал во градот Крушево. Оние преживеани илинденци во овој период, што се случува со нив? Со преживеаните илинденци во тој временски период, кој што можел секако дал придонес заради тоа што, како што почнавме да зборуваме, слободарската мисла и традиција на нашиот, на македонскиот народ секако е во продолжение, во континуитет, но сепак зборуваме повеќе за младината на комунистичката партија или правење на подмладоци кои што ќе го носат понатаму стожерот на борбите што ќе се случуваат понатаму. Веќе во април 1941 година и покрај тоа што има претходно подпишано пакт, кралството на СХС е нападнато од страна на нацистичка Германија и практично доаѓа до поделба и на Југославија, но и на Македонија на различни сфери на влијание. Секако, значи по нападот на фашистичка Германија од страна на фашистичка Германија била поделена Југославија, има мапа на тој временски период на Југославија како таква. Нас повеќе секако не интересира поделбата на нашата територија или на Македонија, каде што во најголемиот дел е припадната кон страна на фашистичка Бугарија, а останатиот дел е подрачје кој што бил под италијански протекторат. И токму е прикажана сликата на точното поделба на териториите. Други интересни слики се повод на повеќе воспоставувањето на доаѓањето на бугарите во Крушево. Има слика од одбележувањето на 39 годишнината или Иленското востание, или како еден вид на нивната пропаганда, која што сакале да ја спроведат во Крушево или во цел регион на Македонија, но посебно е поставена слика од личности кои што сакале да го прикажат како заедничко шествување или како делот дека поседуваме истата историја или како што сакаат да го прикажат дека, тоест во најкратки црти е дел од нивната пропаганда која што се сакале од почеток да ја воспостават. Сега зборуваме конкретно за регионот во Крушево. Ова се тие фотографии тука долу. Како било тоа прифатено од народот во тој период, кога дошла бугарската фашистичка власт тука да го окупира овој дел? Прифаќањето на било каква окупација или посебно фашистичка окупација секако од народот било со одбивност прифатено заради тоа што по поголемиот дел доаѓале учители кои што спроведувале настава секако на бугарски јазик, спроведување на нивните политики, спроведување на нивната, да речем, национална свест која што сакале да ја прикажат спрема местното население и секако во тој временски период, како што зборувавме претходно, не биле веќе почнати организирани да биле организирани партизанските
кели, но сепак самиот народ како таков секако имал одбивност према наметнувањето на некоја туѓа мисла заради тоа што и тоа како знаеме кои сме, што сме и на кој дел од историјата ние треба да бидеме горди. Понатаму како се одвива текот на Втората светска војна? Како што зборувавме претходно, во периодот од кога е окупирана Југославија, комунистичката партија е била единствената сила која што се спротиставила кон страна на фашистичкиот окупатор и токму е прикажано и претходно и слики, но сепак Централниот комитет на КПЈ на 27 јуни 1941 година го дават решението за почетокот веќе на формирање на првите одреди и почетокот веќе на организирани борби или поставување на давање, тоест на отпор на фашистичкиот окупатор, за да може следствено, како што следува понатаму, да почне поорганизирана борба или веќе да се даде до знаење дека не само од местното население, туку од цел народ на Македонија, дека тоа што сакаат тие да го спроведат е нешто што не го сака нашиот народ. Кога се формира првиот партизански одред тука, како оди тоа? Како континуитет или како почеток на формирањето на партизанските одреди прво е поставено како во поголем, поширок реон е формирањето на првите партизански одреди на местото Црвени стени. Тоа е во Прилепско. Во Прилепско заради и како почеток на првите организирани одреди. Понатаму имате и слики од борци од Прилепскиот слики од првите одреди од Прилепскиот реон, кои што еден биле попознатите, но како представување како еден вид на личности кои што го биле дел од народно-ослободителната борба, а исто така многу битно кај нас, за во Крушево, е местноста Груева нива, или местноста на каде што на 16 април 1942 година е формиран првиот крушевски одред, Питокули, како што зборувавме, како еден вид на традиција или земање на името на еден од главните личности кои што го дале животот за Македонија. Секако и куќа каде што било донесено решението за формирање на самиот одред и секако има и како дел од континуитетот, како што го зборувавме, мапа на воените штабови и комисии во Македонија во периодот од 1941 година, одбележани со места каде што биле најсконцентрирани партизанските одреди. Исто така е многу битно да се каже дека на 4 јули 1941 година Комунистичката партија на Југославија донесува решение за формирање веќе на партизански одреди кои што биле распоредени на територијата на целата тогашна Југославија и веќе почеток на интензивни оружени борби против фашистичкиот окупатор. Тука можеме да погледнеме голем дел на оружја кои што се користеле за време на Втората светска војна. Ова се оружјата кои што биле дел од таа борба? Оружјата се поставени токму како илустрација со какво оружје располагале борците. Во поголемиот дел од витрината каде што се наоѓаат се пушки, дел имаат тоест автоматски оружја кои што се како прикажување дека располагале со различен тип на орудие, различен тип на огнени оружја кои што се бореле во тој временски период. Тука се и фотографиите од партизанскиот одред Питогули, од неговите членови. Да, 22 слики од попознатите луѓе кои што биле издвоени и се поставени како дел да бидат за секогаш поставени како слики, дел од кои што биле организатори или една од поглавните личности кои што биле дел од првиот крушевски одред Питогули. Тука на оваа мапа може да се види дека борбениот пат како се движеле практично, како се движел партизанскиот одред во 1942 година во околината на Крушево и населените места што се наоѓаат на овој регион.
Токму овие наследници, тоест дел од овој одред, како што кажавме, кој што бил формиран во април 42 почнуваат токму илустрацијата почнуваат борбените дејствија во Крушевскиот реон. Токму нивното делување може да се каже од периодот од април, од кога било формиран одредот, до веќе средината или крајот на ноември, заради тоа што Крушево како повисоко место е донесено подоцна решение да се тој одред привремено расформира или да се подели на 3 дела, во кој што едниот дел бил донесен или бил вратен во Крушево, вториот дел се префрлил спрема селото Пуста река, а третиот дел веќе заминат кај Западна Македонија, но тоа е еден вид на привремено расформирање заради тоа што временските услови како такви борбените дејствија не дозволувале да може да се поинтензивира делувањето на одредот. Дали ово тука што можеме да го видиме оригиналното знаме на партизанскиот одред? Тоа е оригиналното знаме на првиот крушевски одред Питогули, е зачуван од после воените дејствија и како еден од повредните делови од поставката во музеот. Исто така можеме да зборниме како континуитет на тоа што го зборувавме од почеток е борбата на населението против бугарската асимилаторска политика, како што почнавме да зборуваме, заради тоа што секако се формираат местни комитети на Комунистичката партија, има представено слики на 5 побитни луѓе кои што биле дел од местниот комитет. Секако е многу битен делот на мрежата на партиски организации во Крушево и Крушевско, но во периодот од 41 до 44 или еден вид на 3-годишен период кој што го прикажува како постепено почнува да се развиваат партиските или мрежата на партиските организации не само во Крушево, затоа и го зборувам и Крушевскиот район, заради тоа што и така Крушевскиот район е многу битен во оваа приказна. Исто така многу е битно и значајно да се каже дека со почетокот на воените дејствија секако реакцијата од бугарската окупаторска власт или фашистичка власт била силна и тоа може да се прикаже, имат и слики каде што на двајца позначајни побитни луѓе кои што биле обесени во затворите. Исто така има илустрации на местности и во Скопскиот затвор и во Прилеп, каде што биле затворени луѓето кои што биле фаќани или кои што сакале бугарите да представат како дека се сила. Исто така е многу битен за нашиот район или за тие што знаеме сликата, тоа е слика од куќата каде што се самоубива Мише Ефтим или периодот, тоест само жртвата што ја даваат за да не падне веќе во рацете на бугарската полиција и токму е представена таа куќа или неговиот херојски акт за тоа да се даде животот за да не се откријат тајните или да не може да биде испитуван понатаму, да не биде откриено делот организацијата или тоа како функционирала партизанските одреди или како функционирала вкупната мрежа на партизанското делување не само во Крушево, како што кажавме и во Крушевско. Како што кажавме претходно, за реонот, не само Крушево и Крушевско, е представено место, тоа е селото Пуста река, или периодот каде што есента 1943 во тој реон е еден од, како да речем, регрутни центри, или е еден од местата каде што е позначајна за партизанското делување во нашиот реон. Има слика од борци од тој сликани на тоа место и секако панорамска слика од селото Пуста река како илустрација. Гледаме тука интересни експонати, односно машини за пишување, тоа се најверојатно кои што се користеле во тој период од страна на партизанските одреди. Точно. Дактилографски машини кои што се зачувани од тој временски период и се многу значајни, битен дел од експонатот, како експонати во музеот на Нов.
Секако во тој временски период бил единствениот начин на комуникација меѓу партизанските одбори, за комуникација за доставување на писма, за доставување известување и може да се заклучи по сликите и самото тоа дека колку во тој временски период биле во наводници современи, но сепак начинот и делувањето е секако охрабрувачки од нивна страна заради тоа што без разлика со колку несовремени машини се соочувале во тој временски период, комуникацијата никогаш не запрела. Позади тебе исто така е интересен или значаен дел од поставката се токму медицинската опрема или опремата која што ја имале луѓето кои што давале прва помош при борбените действија кои што во тој временски период самото по експонати може да заклучите колку биле модерни или во смислот колку можат повеќе да дадат помош, но сепак се собирало сето тоа што можело да се набави и служело како секако орудие на медицинските лица за давање на прва помош на ранетите борци. Тука се и фотографиите од партизански одреди кои што може да забележиме? Како што може да забележите, веќе прераснување после периодот 43-та година, прераснување од регуларни воени единици, прераснување во регуларни единици, баталјони и бригади или зголемување или помасовно организирање на партизанските одреди. Секако важно и битно е да се напомене дека нашиот одред исто така се вклучил во тие баталјони. Секако исто така има илустрација сликата од познатиот февруарски поход или е веќе како дел од концептот е веќе се подигнува на повисок степен организираноста на македонскиот народ и веќе спротивставување во највисока смисла против фашистичкиот окупатор. Секако не само во Македонија, илустрација секако во Југославија, но акцентот е секако поставен на Македонија. Веќе полека во овој дел на поставката во музеот доаѓаме до периодот на одржувањето на првото заседание на АСНО. Тука се декларациите и решенијата донесени токму на АСНО. Токму 2 август 1944 година. Но исто така да се вратам уште краток временски период поназад е токму илустрација на мрежата на народно-ослободителни одбори во Крушевското подрачје или како што кажавме претходно уште повисок тип на организирање на партизанските одреди или веќе самото делување или точно колку повеќе биле организирани. Секако слика од манастирот Прохорчински каде што се одржало заседанието и слики од народни веселби на луѓето кои што го прославиле самите декларации, самото успоставување на тоа. Исто така се предмети или ранци, пиштол, секако и компас од кои што се секако дел од поставката на музеот, но сепак е исто така и како илустрација на токму на со што располагале партизаните во тој временски период. Во овој дел можеме да погледнеме фотографии од голем број народни собирања, собири, прослави. Што точно значат овие фотографии? Дали веќе дојде на слободата? Токму така, зборуваме за пролетта 1944 година, каде што е формиран вториот Крушевски одред, исто така со името Питогули, кој што по бројка изнесувала повеќе од 700 борци. И токму подоцна со припомош на првата и петтата македонска
бригада, првата и шестата македонска бригада, заедно е ослободено Крушево. Символиката на тоа е интересна заради тоа што Крушево е ослободено на 8 септември 1944 година и токму понатаму се илустрации од слики и од прослави на населението или на партизаните кои што веќе ја донеле слободата и веќе понатаму и ден денеска и 8 септември не само што се одбележува како ден на независноста на Република Македонија, туку и ден на ослободувањето на градот Крушево. Централна позиција во овој музеј ја има муралот, настикан 1988 година од страна на Борко Лазевски. Што е прикажано на овој мурал? Гледаме тука и интересна порака горе на плафонот на овој музеј. Токму така. Символиката на муралот е токму прикажување на со што се соочувале македонскиот народ или народите на Македонија во воените дејствија во периодот не само на Втората светска војна, како што зборувавме од печеток и на Балканските војни, на Првата светска војна, е токму начинот на како преживувал нашиот народ, како не било баш едноставно во тој временски период да се живее, но сепак исто така има и во вториот дел слики од борци со пушки, како илустрација секако на давањето на отпорот, но сепак како една заедно, како една голема слика на цел овој период што го зборувавме во делот од поставкава од Музеот на Народно-слободителната војна. Исто така, како дел од поставката има слика, тоест каде што се напишани носителите на партизански споменици и личности кои што загинале или што го дале животот во времето на воените дејствија или кои што го дале животот за Македонија. И за на крај, како последниот дел од поставката, се представени народни херои на Македонија кои што се дел од Крушево и Крушевскиот реон. Злате Билјановски, Манчо Матак и Наум Наумовски Борче, кои што биле носители на партизанската споменица или како прогласени за народни херои на Македонија. Да, од 66 мислам народни херои на Република Македонија, тројца се од градот Крушево. Точно. Крушево и Крушевско, како што кажавме. Не сме сконцентрирани стрикно на градот Крушево, како што зборувавме во целата поставка, е токму Крушево и регионот, заради тоа што и како реонот околу градот Крушево има даено многу значајно. Дел од значајното место, ги има земено значајното место во историјата или во случувањето што се случувале во тој временски период.